Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Се наоѓаме во цвеќарата Teddy Blumenjard, а со нас е Теодора, која денес за нас, за нашата емисија Garden Club, ќе направи еден новогодишен модерен аранжман. Теди, што се ни е потребно за овој новогодишен аранжман? Значи, ова ќе биде аранжман кој што повеќе одговара во простории кои што се со помодерен интериер, затоа ќе се употребат елементи кои што се поладни, во смисол стакло, вештачки елементи, бои кои што не се толку вообичаени во другите новогодишни аранжмани. Значи, во стаклениот сад прво ставаме сунгер кој што е натопен во вода и кој ќе ни биде основа за држење и обликување на другите елементи. За да не се гледа сунгерот низ стаклото, делот кој што е празен ќе го пополниме со топчиња од гел, кој што се исто така во поневообичаена боја за карактеристична за другите новогодишни аранжмани, односно е со светло-розова боја, а останатата површина ја пополнуваме со вештачки снег. Значи, за да воопшто не се гледа сунгерот. Аранжманот ќе биде вертикално изработен, а боите кои ќе доминираат се виолетова, црна, сребрена и розова, кои што се исто така карактеристични бои за помодерни интериери. Централно се поставени овие високи гранки со сребрена и црна боја и на нив звездите кои што се карактеристична новогодишна декорација, тие се со виолетова боја. За да се добие нота на зимски новогодишен аранжман, употребуваме гранчиња зимзелени кои што се вака уивичени со вештачки снег и ги поставуваме во задниот дел на аранжманот. А како дополна во долниот дел ќе користиме и сребрени лампиони во форма на звезди. Вообичаена новогодишна декорација се и шишарките. Меѓутоа, во овој аранжман нема да ги употребиме многу, само колку да дадат нота на зимски новогодишен амбиент, затоа што рековме дека повеќе ќе употребуваме украси со помодерни бои. Задниот дел ќе го ивичиме со една ваква сребрена гранка исто така. И напред ќе потполниме со неколку виолетови лампиони. Значи, ова е еден прекрасен аранжман, што на вистина е уникатен. Теди, што можеме да кажеме за него, уште нешто да додадеме? Тоа дека е едноставен аранжман кој што, како што веќе реков, може да се вклопи во сите модерни интериери, дали се тоа во домашни услови или во службени простори, составен од една тенка вертикална линија која што е нагласена баш новогодишно и во долниот дел на аранжманот исто така елементи кои што ја збогатуваат и надополнуваат вертикалната линија. Значи, да резимираме, сепак е ова една стилистичка, како да ја наречам, мелка, бидејќи еве на врвот сепак има звезда, но сепак ова е нешто ново, ова е нешто авангардно кога се работи за
аранжмани новогодишни, бидејќи сме навикнале да ги гледаме оние класични аранжмани со гранки и оделка со црвени и златни лампиони. Меѓутоа ова навистина мене ми се допаѓа и мислам дека не само во канцеларии, туку иако Теди рече дека е ладен, сепак мислам дека не е ладен, сепак мислам дека зрачи со некоја елеганција и сепак има некоја топлина. Се надевам дека им се допадна и на нашите гледачи. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Почитувани гледачи, сега ќе ви прикажеме еден аранжман од поприродни елементи. Значи, во овој аранжман ќе бидат употребени во главном природни елементи. Може да послужи вака како што ќе биде изработен, може да послужи централно да биде поставен на масата или странично на некоја комода или друг простор. Значи, во центарот, во средината ставаме една транспарентна ограда, да ја наречам, од врбови прачки. А од зеленило ќе биде употребена класична зимзелена декорација, односно гранки оделки и други елементи кои што подоцна како ќе доаѓа со тек на времето ќе ги објаснам кои се и што се. Аранжманот ќе биде изработен во една долгнавеста чинија, а како основа повторно ќе ни послужи сунгер кој што е натопен во вода. Од едната страна ја ставаме зимзелената декорација. Зеленилото целото зеленило кое што ќе се употреби ќе биде групирано на неколку дела, затоа што така се постигнува секогаш подобар ефект на самите елементи кои што се употребени. Сунгерот во средина ни е фиксиран со една пластична трака, но таа ќе ја покриеме при изработката. Значи, од едната страна комплетно ќе го пополниме сунгерот со ова зимзелени гранки оделка. А после ќе ја ставаме останатата декорација и останатото зелење. Зеленилото го поставуваме исклучиво ниско, како би можел аранжманот да се употреби и за централен дел во некоја просторија на некоја маса. Нема да биде комплетно изработен симетрично. Значи, со ова завршуваме со зеленилото оделка и продолжуваме со други видови на зеленило, кои што се исто така зимзелени и карактеристични за овој период, меѓутоа не се иглолисни. Значи, следното кое што ќе го употребиме е вибурнумот. Вибурнумот има исто така интензивно зелена боја, но карактеристично за него е што во овој период има и ситни розови цветчиња, кои што даваат посебна убавина и топлина на аранжманот. Исто така продолжуваме да го групираме или концентрираме на едната страна на аранжманот. И во овој дел ќе оставиме да се гледа и дел од садот или чинијата, која што е исто така свечана и адекватна за вакви празници и пригоди. Со тоа е комплетно завршен и овој дел од аранжманот и на третата страна продолжуваме со Продолжуваме да ја пополнуваме површината со бршлен, кој што е пошироко лисен.
но исто така издржлив и може да се употребува за овие аранжмани, затоа што подолго време може да издржи во затворени простори на температури кои што ги имаме во нашите домови и подолг период да остане со неговата карактеристична зелена боја. Со ова е потполно завршена декорацијата со разни видови на зеленило на самиот аранжман, а сега продолжуваме со други елементи кои што се исто така природни, например овие црвени топчиња адекватни за може да се најдат кај нас, значи во природа во овој период. На зимзелениот дел од аранжманот како декорација ќе поставиме неколку шишарки. Противната страна, овие плодови кои што се исто така природни, но суви и многу убаво го дополнуваат целиот аранжман, а тоа е семе од лотосов цвет. Исто така ќе додадеме и неколку природни цветови. Како равнотежа од оваа страна на црвената боја што се наоѓа од едната страна. Ќе додадеме цветови од лале. Исто така сконцентрирани само во еден дел од аранжманот. Во оваа декорација може и не мора уште да се додадат неколку лампиони и вака изгледа сосема убаво, природно и адекватно за декорација на празничните трпези. За на крај аранжманот да го добие својот потполен сјај, ова зеленило го попрскуваме уште со спреј за сјај на самото зеленило и листови и со тоа аранжманот е подготвен. Бидејќи во принцип ние сите имаме различен вкус, како дополна за оние на кои што овој аранжман им изгледа премногу зелен, природен или недоволно свечен, на истиот аранжман може да се збогати со додавање на неколку лампиони. Како мој избор, бојата на лампионите ќе биде златна, како класична комбинација на
новогодишниот амбиент, значи златно-црвен аранжман. И лампионите се со различна големина и различен сјај на самиот лампион. Овие прекрасни аранжмани што денес Теди ги аранжираше за вас, драги гледачи, можете да ги најдете во нејзината цвеќара Теди Блумен Арт, која се наоѓа во населбата Карпош 4 на адреса Разловечко востание број 26. Да, јас би сакала само да искористам уште на сите гледачи на оваа емисија да им ги честитам новогодишните празници, да им посакам многу здравје и среќа и многу поуспешна следна година и секако да повелат и да се видиме во овие простори.